ја спомнавте дебата. Дебатата трае од октомври. Ние свесно во октомври објавивме што се нашите намери, што планираме и кратко потоа ви пративме и писмо. Министерот испрати писмо со опис што се планира да се промени. Не знам дали за некој закон имало подолга дебата. Може би закон за медиуми и овој со најдолга дебата во целиот овој период на независност на Република Македонија. Значи, октомври, ноември, декември, јануари. Дебата имаме постојано и јавното извикување во медиумите, на професори, на студенти, на министри, на заменици министри, на ректори, и тоа е дебата. Се ние слушаме, ние имаме се грижливо запишано секој што кажал како аргумент, не како навреда, пукање и така, или празна критика. Се што е како аргумент кажано, независно на кој начин, дали во мисиите што ги имаше запослити на универзитети сами од министри и заменици, дали преку вашите телевизиски настапи, дали на оние говори што се држеа пред владата. Се што е, што се слушна, што допре до нас, како аргумент, ние го запишавме, го изанализиравме и имаме одговор за се. Односно, дел ни е прифатливо и како што гледате, денови е прифатливо во Саработи и јавно. Дел ни е делно прифатливо, имаме аргумент зашто дел не е прифатливо, зашто нешто не е прифатливо, значи се аргумент. И дел не е прифатливо зашто имаме црсти аргументи зашто не е прифатливо. Сака што ние ве поканивме денеска да разговараме со аргументи, а не да се договориме да одложиме. Денеска е 5 јануари, работен ден, од октомври е тргната дебатата, ќе каниме интеруниверзитетска конференција, плюс 10 на други професори, за аргументи. Ја мислам, ќе дојдете со аргументи, а не да дојдете да ни кажете, ајде да одложиме. Ако не е сериозна тезија. После толку месеци на дебата, толку многу да дојдете професори да кажете, ние требаме да одложиме, не е сериозно. Следно, кажете дека имате 136 страни материјал што сте го оставили. Треба да кажете и тоа дека од тие 136 страни најголем дел е за педагошки факултет. А не за целата реформа, за државниот испит, за трудовите што треба да се пишуваат. Најголем дел, не знам колку поsto треба. 70% е за педагошки факултет. И во ред, тоа е добро. И тоа го анализираме, меѓутоа не се 130 страни за законот за високо образование. Не се тие. Мал дел е за ова. Има и за тоа, но мало дел. Сакам да речам, не се 130 страни за законот за високо. Ја спомнавте Болоња. Прво Болоња, знаете, ја напушти како што спомна Преска и самиот универзитет во Болоња. Германија. Еден куп други грешки. Словенија не ја напушта. Значи, Болоња се покажа дека некои работи се позитивни, но многу работи не се позитивни. И затоа сите менуваат. И природно е ние да менуваме, и тоа го кажем и по ваше зборање. Јас сеќам, вие лично пред неколку години сте изборали на состаноци. Така ли? Тоа што проблематизираме. Така што, ајде, јас се поканувам. Дајте член по член, аргумент по аргумент. Се што не чини, ние сме спремни да се пасим. Ако има аргумент. Да се слушнеме со аргументи. Не вака, дојде, добре, ајде да си оди. Зашто се ставаме са сите тука? За да си оди. Не сериозно.